песна скриена во мене. Ја барам, бегајќи од неа. За никогаш никому да не ја раскажам. Таа песна ќе ме убие во туѓите очи. Ти си во таа песна. Совршениот стих, недовршена приказна. Ти си цвет што никогаш не го посадив. Сама се крена од земјата, спремна мене да ме погреба. Залејана со моите солзи, греена со страст, како сонце надвиснато на твојата расцветана голотија. Престижната награда Анте во перо во чест на големиот Анте Поповски оваа година му припаѓа на Александар Јаков и 50 испејани приказни. Александар, најпрво честитки за ова и тоа како голема и значајна награда. Што за вас представува тоа што сте добитник на наградата Анте во перо? Ја досега имам, како што спомнав и на самата манифестација, 2 награди за проза, за истиот роман за Хотел меѓу две војни, добив Пегас кога не беше објавен и добив кога потоа се објави Рациново признание, но ова ми е посебна чест Анте во перо. Наградата пред се затоа што мојата книжевност започнува со поезија. Ја почнав прво со поезија и ќе завршам со поезија до крајот на животот ќе ја пишам, но практично ова ми е првата поетска награда. Од друга страна, Анте Поповски, Гане Тодоровски, Петре Андреевски, Блаже Коневски спаѓаат во македонските поетски пророци, кои што се ова што денеска ни се случува неубаво, они не предупредија, ни го кажаа ни своите стихови дека може би еден ден ќе се случи, така што и тоа е од посебно значање. Александар, за поезијата велите дека е лечилиште за душата. Лечилиште за мене. Јас се излечив преку поезија од многу болести, не дека сега ги немам, но поезијата елиминира. За луѓето кои што читаат и сакаат поезија, добро разбираат за што зборувам. За оние што не сакаат и не читаат поезија, топло им препорачувам да се обидат, па ќе видат. Така, како настана 50 испејани приказни? Што за вас представува оваа збирка која што ја држите денеска веќе и во рака, односно имате можност веќе да биде испечатана и секако да си ја набават сите оние кои што сакаат во книжарницата 3. 50 испејани приказни беше поврзана токму со лечење на болестите, односно при еден неформален разговор со моја пријателка понака за сето лудило што ни се случува првично околу ова нас во Македонија во последните неколку години, потоа на светот околу пандемијата и таа лабораторија што ја спроведува врз нас, како луѓето полека ги доведуваше сето тоа до работ на разумот, каде што не знаеа што да прават со себе. Ме праша како се справуваш ти со сето тоа, бидејќи покрај сите фрустрации и проблеми не се приметува, не се забележува тоа кај тебе. Ја реков, јас се лечам со поезија. Една лажичка поезија секој ден, секоја сабајле. Така ми дојде идејата и пишував по една приказна во стихови и ја ставав на социјалните мрежи за чисто луѓето да им се даде таа лажичка поезија и прекрасно реагираа. Така и се случи оваа збирка. Она што знам дека е тешко да се одбере, но која е вашата омилена песна, омилена строфа, можеби од сите овие 50 песнички? Не можам да одберам затоа што песните се наменети за другите. Не се наменети за мене. Поминале низ мене од тој некој извор кој што нас ни праќа поезија и тие се за другите. Мислам дека е поубаво да луѓето сами да се најдат своја омилена. Ја немам ниту омилена песна, ниту не во оваа книга, него воопшто во својата поезија. Ниту омилена книга, ниту не. Александар, уште честитки, ви благодарам многу за одвоеното време, ви посакувам уште многу успешни признанија и награди во иднина. Благодарам. Ритам. Звук на хармоника, разиграни под петици, го касапат подот. Тече вино по голи слабини. Капат лигини сколкови. Зинале машки вилици, секој сака парче, страс од танцот што пред нив се соблекува. Надвор снегот крцка под пијаните колена. Вие кучка на силуваната месечина, тажи породот коренот што и го пресекоа. Зима студена како главоболка, зима долга како несоница, зима бела и сонлива како пијана самотија. Зимјата ми се сокри во плетенки како мирис на блудница заглавен во мечтите.
Мечтаам бреза со корен во облаците. Јас сум есенин без ритам во стиховите. Благодарам.